Тест. Се слушаме? Да. Не знам, Павлина, може да почнеме? Да? Окей. Пред фала ви многу што дојдовте. Фала на Павлина, на Biz 42 и на PyData што ме поканија. Се надам дека ќе биде интересно. Ќе збориме за fine-tuning на open source large language модели. Отприлика овака ни изгледа агендата. Пред сега ќе почнеме со накратко зашто уопште би сакале да правиме fine-tuning на open source модели, односно зашто не би користеле third party, главно OpenAI или Cohere или некој друг. Ќе разговараме малце за разликата меѓу base и fine-tune модели, чисто колку да разбереме што сакаме да добиеме со целиот процес. И конечно мислам дека сршта е последните две точки, ќе разговараме за како усари можеме да правиме fine-tuning, затоа што генерално ако збориме за fine-tuning large language модели, во самото име збори ни требаат многу ресурси. Сега ќе разговараме како да го направиме тоа ефтино и ефикасно и да може да го направи било кој дома без никакви проблеми. На крај ќе погледаме малце код и имам демо од моделот што го имаме подигнато. Не спомнав, ќе разговараме, мислам дека има во описот, ќе конкретно задачата што ќе имаме тука, ќе fine-tunираме за text to SQL. Така да имаме на крај демо од моделот кој е спремен, ќе видите како ствари работи. Принципот тука што ќе видиме, ќе идеме задачата ќе биде text to SQL, али као fine-tuning се додека имаме датасет кој ни одговара, може да, мислам, процесот ќе биде најверојатно ќе биде горе до лист за било која задача. Генерално зашто би користеле open source модел, зашто би пробале да fine-tunираме open source модел наместо да користиме third party, и кога зборам third party, генерално испоредбиве тука главно зборам за OpenAI, значи за GPT 3.5 или 4. Има и други играчи, али мислам дека во однос на квалитет и цена моментално OpenAI е најдобар, така да third party значи OpenAI. Да почнеме од нив, значи во однос на предности, зашто би користеле third party, затоа што имаат дефинитивно best out of the box модели. Значи модели без тюнинг, без ништо посебно, убедливо се најдобри. Значи нивото што го има GPT-4 моментално е далеку над било кој open source модел. Втората добра работа е за тоа што целата приказна е, значи имаме API, така не треба да размислуваме да имаме проблеми, да не боли глава околу како ќе го хостаме моделот, колку машини ни треба, дали работи како треба и такви работи. Значи има минимална инфраструктура. Окей, има додатна некоја инфраструктура типот на векторски бази или на све што ни е потребно екосистемот за работи една апликација, али што се однесува за самиот модел не треба да размислуваме ние како ќе го хостаме, дали е све окей, дали е оптимизирано, дали имаме добар трупут и така натаму. Све е тоа taken care of. И конечно огромен selling point е тоа што плаќаме по request, така плаќаме по кога го користиме, ако не се користи не плаќаме ништо. Така да тоа е многу голема предност за third party. Додека на пример ако идеме open source, ако сами хостаме, ќе мораме да плаќаме цело време, така ќе мора да плаќаме GPU-то, мора да работи цело време без разлика дали некој го користи моделот или не. Затоа што се уште нема некоја опција кај што имаме serverless GPU доволно брзо или доволно добро да може да биде изгасено кога не се користи. Така да немаме таква опција се уште и ќе мора да имаме или да се соочиме со тоа дека ќе имаме голем latency, дека се дигне некоја машина, дека се лоудне моделот, или едноставно да тоа имаме third party. Меѓутоа има и некои недостатоци, ако збориме за third party, генерално ова се стварите зашто сакаме да идеме со OpenAI. Пред се најголем недостаток е data privacy issues имаме, односно не знаеме точно што и како се случува со податоците. Мора да ги земеме, значи ние де факто ги праќаме податоците на некој сервер некаде дека што не сме сигурни што и како се случува со нив. OpenAI имаат во terms and conditions викаат дека све што е преку API не се користи за тренирање дополнително и како и да е. Меѓутоа сепак е налета на клиенти на бизниси кај што тоа не им е доволно, кај што едноставно it's a must, дали ради регулатива, дали ради нешто друго, да се знае точно каде се врти моделот и како се третираат податоците. Тоа се решава преку open source. Друга ствар која е проблематична е депрецијација на модели. Например, замислете ситуација каде што сме го искористиле, например, OpenAI text embedding моделот, ADA, например, сме искористиле, сме направиле 1 тон документи, сме ембедирале, сме ги ставиле на страна и од утре викаат, мислам дека во август имаш некоја слична приказна, викаат иде депрецијација на моделов, мора да се менува све. Значи мораме да идеме повторно од почеток. Све што сме ембедирале, све што сме направиле, све што се потпира на тој модел и на таа инфраструктура мора да го менјаме. И по мене многу битен недостаток е тоа што ако разговараме за сериозна AI стратегија,
со користење на third party APIs не може да се направи некоја компетитивна предност. Не може да кажеме дека имаме сериозна AI стратегија ако сето тоа ни зависи од некој вендор некаде. Така да мислам дека за фирми што сакаат, за бизниси што сакаат да имаат сериозна AI стратегија, мора да имаат ownership над нивните AI assets. Мора да бидат во нивна собственост, точно знаат како се направени, како функционираат и на крај крајва дека никој друг нема пристап до нив. Open source решава некои од тие проблеми, односно кои имаме целосна контрола над моделот. Пред све имаме комплетна контрола над податоците и комплетна приватност, но точно знаеме што како се случува со моделот, може да го пуштиме на приватен клауд, може да биде on-premise, значи точно да биде во наша контрола и точно да знаеме што се случува од почеток до крај со моделот, како е истрениран, кои податоци биле користени за тренирање. Океј, за fine tuning кога збориме, може не знаеме точно сите податоци кои се користени за тренирање, ама знаеме кои податоци сме ги користеле ние за fine tuning, затоа што сега пред све мора да користиме некој base модел кој некој друг го истренирал претходно. Дополнително е флексибилно и customizable и е доста cost effective. Под флексибилно мислам тоа дека се додека имаме добар датасет или можеме да направиме добар датасет или можеме да најдеме добар датасет, може да го направиме моделот да функционира како нас ни одговара. Значи постои простор за fine tuning и на third party моделиве, ама тоа е поприлично поограничено во однос на тоа што можеме да правиме сами. И конечно cost effective. Кога збориме за enterprise, генерално кажа дека е поевтино да идеме со third party затоа што е pay per request, али проблемот е што pay per request е ефтино, се додека не користите fine tunиран модел. На OpenAI може да fine tunирате ваш модел и да го користите само вие, и нормално пошто го користите само вие ќе биде многу поскапо. У таа ситуација доаѓаме до некој паритет меѓу тоа колку може да начини open source и колку би начинало да рануваме fine tunирани модели на некој third party провайдер. Нормално како и све има и недостатоци, кога збориме за open source, главно недостатоци е тоа што немаме никаков сапорт, односно се очекуваме дека имаме тим, луѓе што знаат што прават и они не се сапорт, односно немаме некој таму што може да ни помогне некако. Дефинитивно имаме поголем initial rollout cost, односно ќе има тука трошоци во однос на сигурно многу trial and error, дека се научат некои работи, ќе има трошоци додека се најдат оптимални услови за сервирање на све ова, оптимални услови за тренирање, така да првиот тренинг сигурно нема да успееме да добиеме тоа што сакаме низ неколку тренинзи, така да дефинитивно има повеќе трошоци на самиот почеток. И уште еден остаток е тоа што моментално, како што кажав, out of the box квалитетот се уште не е на ниво као OpenAI. Има некој, например, Mistral на Mistral е негде тука со 3.5, ама out of the box мислам дека уште имаме као third party се многу поквалитетни. Али тоа е за као генералисти, односно као модел што може да прави све и свашта. Ќе видиме дека со тренирање за специфичен таск може да ги направиме да бидат подобри. И тоа да бидат подобри многу помали модели од овиот third party. Само као идеја од прилика како иде целиот процес. Во тренирањето на large language модели имаме некои 2 или 3 фази, зависи како гледаме. Првата фаза е да се направи base модел, односно претренирање. Тоа е фаза во која зимаме енормни количини на текст и само ги пуштаме низ моделот. Целта на оваа фаза нели е само да стигнеме до модел кој што е способен да го предвиди следниот токен и тоа е тоа. Значи он не е способен да прати инструкции, не е способен да комуницира со нас, него може само да каже сонцето секогаш изгрева на исток и може да го погоди исток. Ама кога прашаме каде изгрева сонцето, не е способен да одговори. Или најверојатно нема да биде способен да каже само исток, него ќе продолжи да исток и да реди токени натаму. Значи base моделот има ро знаење за светот, има некои апстрактни поеми, знае како функционира јазикот, меѓутоа не е во состојба да го употреби тоа знаење. Пример за тоа е Mistral, например, конкретни модел што ќе видиме тука, што го трениравме ние се базира на Mistral 7B. Тоа е базниот модел, односно модел кој може само да го предвиди следниот токен. И следната фаза е fine tunирање на овој модел, односно е фазата кај што го земаме моделот кој што го претренирале, кој што знае како да го предвиди следниот токен и го учиме како да одговара на инструкции. Или да одговара на инструкции, или да биде као чет развиен. Компарацијата е исто, например, GPT-3 и ChatGPT. GPT-3 е base моделот, ChatGPT е, например, чет моделот кој се користи во самата апликација. Значи, fine-tunираните модели се способни да земат некои таски да одговорат како треба. Например, го имаме Mistral 7B као base и Mistral 7B Instruct, кој е Instruct тюнираната верзија.
Штета е што мислам дека на Hugging Face ги има инстракт моделот, ги има на инференси, двата стајни беше супер за да се покаже како изгледаат, ама да, тргнате на, усреди не, го нема, мислам дека на пример ако прашаме, најверојатно нема биде способен да ни одговори, само да видам дали го имаат инстракт моделот тука. Немаат инференс. Иначе супер разлика да се направи тука како инстрактот и како бейс моделот одговараат на одредено прашање. Сега нема да чекаме да се пуни. Али тоа е идејата. Значи имаме бейс модел кој едноставно знае да го погоди следниот токен добро и имаме инстракт верзија која може да одговара на инструкции. За дополнително имаме може и трета фаза кај што му правиме баш налагодување на тоа како изгледаат одговорите, например reinforcement learning through human feedback или DPO или како и да е. Тоа е друга фаза кај што баш му даваме парови одговори на моделот и му кажуваме, го учиме како сакаме повеќе да одговара, на некој начин alignment му правиме на моделот, што не е неопходно. За оние кои ги интересира повеќе би ви препорачал да го изгледате видео од Джереми Хауърд, Hacker's Guide to Language Models, и објаснува баш супер ствари, онака from scratch и користење на OpenAI и што мислам како иде целиот процес, така да супер ресурс. Сега конечно зборуваме за fine tuning. Идејата е дека видовте 7B беше моделот што ја користиме, тоа значи 7 милиарди параметри. Што значи 7 милиарди параметри? 7 милиарди, значи претпоставете ќе имаме 7 милиарди мали броеви што треба да ги прилагодиме на некој начин за да моделот функционира како што ние сакаме. Само за споредба, мислам дека GPT-3 на пример имаат мењано тогаш, или последниот пепар што го извадија беше дека имаат 170 милиарди параметри. Сега идејата е дека и целата идеја е дека можеме да земеме во помал модел, да го истренираме за одредена задача да перформира или исто или подобро од овој големиот. Целиот проблем со тоа е што ако разговараме за целосен fine tuning, дури мал модел од 7 милиарди параметри бара многу ресурси. Не е уопште едноставно и потребни се барем неколку GPU-а, зависи на пример да имаме A100 од најголемите, ќе ни требаат минимум 2, затоа што тие 7 милиарди параметри мора да ги ставиме на GPU, мора за нив да ги ставиме градиентите на GPU, дополнително нели ќе тренираме и сакаме да имаме чекпоинти за време на тренирањето, секој тие чекпоинти сакаме да го зачуваме. Секој еден таков чекпоинт ќе биде за маливе модели околу 30 гигабајти. И сега хард дискот е ефтин, ама ако е поголем моделот, ако имаме, не знам, правиме чекпоинт на секој 100 чекори, имаме 5000 чекори, тоа ќе биде баш многу. Така да и тоа е дополнителен проблем и конечно доста време ни е потребно, мислам целиот процес бара многу време. Така да бара многу време и ова е проблем не самото време што треба да го исчекаме еден процес, него проблемот е што ако не сме погодиле нешто. Чекаме 2 недели да заврши нешто и сваќаме дека негде нешто сме утнали успат. Тоа сме потрошиле многу пари, сме потрошиле многу време и ќе треба од почеток да пробуваме да направиме нешто ново. За да може to address these challenges, конкретно има две техники на кои ќе ги користиме во примеров и кои генерално ни помагаат да го решиме ова, а тоа се LoRa и cuLoRa. Ќе почнеме од LoRa. LoRa е low rank adaptation и у принцип ни овозможува да правиме fine tuning со тоа што нема да ги оптимизираме сите параметри на моделот за време на тренингот. Што значи тоа? Замислете дека ова тука ни се сите 7 милиарди параметри. Значи ова ни е моделот во оваа матрица. Кој идеме со нормален fine tuning, рачунаме дека идеме, значи правиме еден output, гледаме колку сме промашиле, се враќаме назад, тоест преку back propagation ги подесуваме сите овие параметри целосно. Сега со LoRa идејата е дека не мора да го правиме ова, не мора да ги правиме сите параметри да ги оптимизираме одеднаш, него постојат некои две, можеме оваа матрица да декомпоз на две помали матрици кои што содржат доволно објаснувачка моќ за самиот модел, доволно предвидувачка моќ за да може да се тюнира за одредена задача. Идејата е дека наместо да тренираме на сите параметри, тренираме на две многу помали матрици, кои кога ќе се помножат ја добиваме некоја change матрица што не е, мислам, по димензија е иста, сега нема исто објаснувачка моќ, например губиме нешто во целиот процес, меѓутоа е доволно добро за да на специфичен таск работи многу подобро. Значи како иде процесот преку LoRa, имаме output, outputот се пушта и низ стандардниве параметри и низ новите,
на почетокот да речеме дека стандардите се замрзнати цело време, значи не ги допираме, замрзнати се, ги пуштаме низ новите на почеток се едната матрица е 0, другата е normal sample и добиваме output. Loss функцијата се калкулира само на двете помали матрици. Значи само двете помали матрици ги оптимизираме, се враќаме назад, пуштаме пак низ замрзнатата главна матрица и низ новата матрица која сме добили од помалите две матрици. Уствари идејата е дека зашто функционира цела оваа приказна, зашто функционира тюнирање само преку овие две матрици. Идејата е дека и покрај тоа што моделиве се големи, тие имаат некоја intrinsically, не знам кој е зборот, имаат некоја low dimension кој објаснува голем дел од параметрите. Значи постои некој мал димензиски простор кој што објаснува многу од овие 7 милиарди параметри овде. Ова е еден дел од приказната кај што на пример пише од 0 до 5% само од параметрите ги оптимизираме, после ќе видиме во самиот код ќе ги спринтаме точно колку. Тоа е едниот дел од приказната, но меѓутоа пак и да се само овие две матрици пак е тоа доволно. Недоволно, дополнително, затоа што пак само да се вратам, ова пак ќе не биде ако идеме во фул прецизност, пак ќе биде ова многу гигабајти, така. Значи ни треба начин како да го намалиме и ова и тие. Тука доаѓа кулора. Кулора е за комбинација со лора, меѓутоа имаме и квантизација. Квантизацијата е едноставно намалување, не е баш така, али да кажеме замислете дека е намалување на прецизноста на моделот. Што значи квантизација? Значи дека од 32 бита, значи генерално моделот фул прецизност му е 32 бита, идеме на 16, 8, 4 бита. Кулора, пейперот има представено нов метод на квантизација, кај што не е дека баш сега ќе изгубиме толку прецизност, него има како се прави таа квантизација, има процес како ги квантизираат параметрите, да можеме да ги лоудаме во 4 бита, а пак да имаат голема прецизност. Така да преку лора во пейперот имаат успеано на пример да истренираат 65 милиарди модел на една графичка од 48 гига. Така да дефинитивно многу помага со целата приказна. Главната идеја, има три ствари во пейперот кои што се као иновација нови. Тоа е нов data type, односно NF normal float 4, тоа е за квантизацијата за 4. Имаат дупла квантизација, се вика, односно ги квантизираат и самите константи на квантизацијата. И третата беше имаат процес на како ги чуваат и шифтаат оптимизаторите од GPU на CPU да не се изгуби нешто доколку пукне некој градиент. Сега има овој спейс на Hugging Face е баш интересен затоа што ни помага да го видиме све ова у пракса. Например, ова е Can You Run It, може да го најдете ако решите да чепкате да играте, може ќе ви биде корисно. Например, го користиме сега тука Instruct, нема врска, иста големината на моделот. Кажуваме дека GPU-то ни е Nvidia, кој тип на GPU, A10-ките се 24 гигабајти и ово е GPU-то што го користев јас и ние кај нас во фирма за тренирање, значи 24 гигабајти меморија. На AWS инстанцата е G5 Extra Large и кошта околу $1, мислам дека на саат. Така да за тоа е наслова $10 за да го истюнирате, пошто тренингов са некои 20-30 илјади примери, мислам дека беше околу десетина сати. Така да тоа ќе покажеме и сега. Дополнително, например, за некои практични ствари кажав на AWS, G5 Extra Large, а доколку сакате да пробувате, мислам целиот процес може да го истерате и на Google Colab. Имаат free T4 инстанци, така да може да се истурка на Google Colab за без пари, само што ќе трае многу долго и ќе имате онакви inactivity checks и некои такви работи, па ќе мора цело време да седите на компјутер да проверувате дека сте стигнале. Дополнително, ако не AWS, за не мора да правите акаунт и сите други работи, јас го користам Run.io. Тука има GPU за рент и тука се уште поевтини. Тука, например, 24 гига GPU е негде околу од 40 на центи па нагоре, значи може од 40-70 центи, релативно ефтино е. Само да имам докај стигнав. Да. Сега тука зборевме значи за Mistral ни е моделот, GPU кој го користиме е A10 и овде имаме приказ од прилика што ќе ни треба. Значи ако идеме у Float 32, односно full прецизност, ќе ни треба 2 GPU само за inference, ќе ни треба 5 GPU сигурно за full тренинг и 2 GPU ќе ни требаат за лора. Додека, например, ако идеме со Int4 прецизност, по еден GPU ни треба за било што, еве ги бројките и овде. Значи имаме Float 32, вкупен size само на моделот, значи само на параметрите околу 30 на гига во full прецизност, Int4 е 3,5.
За тренинг, за фул тренинг ќе ни требаат околу 110 гигабајти за да може да го направиме тренингот и плюс тука ги имаме сите ствари во однос на време и на останатите трошоци. Добро. Сега само да видиме докаде стигнавме тука. Па мислам дека е тоа супер. Сега може да го погледаме кодов. Што се однесува до самиот код, у принцип нема нешто премногу код, затоа што дечките од Hugging Face имаат неколку библиотеки направено што некако ги абстрахираат доста од работите и е поприлично едноставна целата приказна. Ни треба значи Transformers, PEFT, во PEFT се PEFT е parameter efficient fine tuning, тука добиваме LoRa, Accelerate и Bits and Bytes. Bits and Bytes е кај што е квантизацијата. Сега од кога ќе инсталираме све тоа, нема да ги рануваме ствари сега затоа што ќе ни треба време дека го спуштиме моделот и тие работи, али ги имам аутпутот од секоја келија имам, така да може да ги погледаме. Се логираме со Hugging Face чисто ако работиме со модел што е затворен или што сакаме да позна да го ставиме некој затворено репо или у наше репо. Сега почнува приказната од тука, значи од кажуваме кој ни е моделот. Овде го користиме, гледате дека е некоја sharded варијанта, ја користиме sharded затоа што користиме free GPU и овој sharded е поделен на десетина дела. Значи имаме десетина дела од моделов. Ова се прави затоа што обичниот е у 3 дела и кога го лоуда може да пукне рамот, затоа го користиме овој sharded, али е апсолутно истиот модел. BNB config, овде го подесуваме конфигот за квантизација. Еве го normal float дататипот кој го спомнав, значи го тренираме моделот во 4 бита. Лодираме токенайзер конкретно за овој модел, све иде преку овие автоматски класи на Transformers, Auto Tokenizer и Auto Model for Causal LM, ни ги симнува моделите и од кога ќе го имаме тоа спремно, ова е само некоја помошна класа која го токенизира самиот датасет. Добрата ствар е, ова е позајмено од тука негде. Добрата ствар е затоа што класава го токенизира сетот на тој начин што ги маскира инпутите. Инпутите така што тренираме само на аутпутот. Тоа ни помага и за самиот тренинг и ни помага за отприлика да имаме подобра идеја како се движи тренингот, односно пошто промптот нели во голем дел од случаите ќе ни биде или ист или многу сличен, така да нема да ни биде многу информативно. Па само го маскираме тој дел за да тренираме само на аутпутот. Сега кога го испринтаме моделот, ќе видиме уствари како изгледа Mistral, како мрежа, како архитектура. Значи имаме 32 декодер леери, односно 32 multi-attention леери, имаме multi-layer perceptron. У принцип сега гледате тука дека се лоднати во 4 бита. Ова го испринтав сега чисто за да видите после тоа кога ќе накачим и LoRa на него, како ќе изгледа принтатот и ќе мислам дека ќе биде баш сликовито во однос на тоа дека тренираме преку имаме само една матрица, после тоа за секој од овие леери, уствари имаме base матрица, онаа што е спомнавме што е замрзнат и плюс по А и Б матрица за секој еден леер. Уствари може да го погледнеме одма. Да. Значи овака овде имаме како изгледа стандардно пред да ставиме LoRa и тука имаме како изгледа истиот модел од кога сме накачале LoRa на него и сега на пример првиот query модулот гледаме дека имаме изгледа овака. Значи имаме base layer за query матрицата. Тоа е она што кажавме дека е замрзнато и плюс имаме LoRa и LoRa B, тоа се оние двете помали матрици што ги тренираме за време на fine tuning-от. Сега вака го правиме конфигот за LoRa. Имаме три параметри кои ни се битни овде. Тоа е R, LoRa alpha и кои се модулите што сакаме да ги таргетираме, односно кои матрици сакаме да ги тренираме посебно. R и alpha, у принцип R е кој е ранкот на матриците, на дополнителните две матрици кои ќе ги направиме. Колку поголем R, тоа значи дека толку поише параметри ќе тренираме дополнително. Алфа е параметар кој влијае на тоа колку влијание има адаптерот, односно новиот адаптер кој сме го истренирале на самиот модел. Колку поголем алфа, отприлика толку поголемо влијание ќе има новиот fine tuning versus base моделот. Во самиот paper мислам дека R не го тренираат нешто, не експериментат нешто превише со него. Иде од негде 1 до 64, меѓутоа од тогаш излезени се неколку блогови research, како сакате кажете ги, од кои најинтересен е овој на Себастијан Рашка,
кај што објаснува доста за лора, меѓутоа има и конкретно прави експерименти за различни параметри за R и за алфа, што е негде тука. И за разлика од иницијалниот пейпер, он наоѓа дека имаме у суштина најдобри параметри кога R не е поприлично високо. Значи збориме негде од 256 или 512 и алфа е минимум дупло од R. Значи ако идеме R128, алфа ни е 256. Така да и во процесот што го правевме, ние пробавме да идеме што повисоко, со тоа што нели ако R поголемо има повише параметри, така да не можевме да идеме со скроз 512, завршивме негде околу 128, беше максимум што можевме на еден GPU да помине и резултатите ќе видите после, мислам дека беа баш добри. Сега кога ќе ја закачиме адаптерот, може да испринтаме кои ни се trainable параметри и ќе видиме дека имаме од вкупно 7 милиарди и 200 параметри, имаме 42 милиони параметри кои се trainable у целиот процес, што е помалку од 0,58%. Сега моделот што ќе видиме у акција после тоа не е баш ваков, он е со, нели кажав, 128 R, таму се негде отприлика, мислам дека беа 4% од вкупните параметри се тренирани. Ова го видовме. И отприлика имаме уште еден, значи буквално правиме мувет за 15-20 линии код се на се. Последниот дел е самите аргументи за тренирање, тука подесуваме некои работи однос на логинг, на сейвинг, чекпоинти и некои такви работи кои сакаме да ги правиме. И на крај го пуштаме само тренирањето и ќе видите овде е само 300 примери, мислам дека имам усетов, така да заврши релативно брзо. Ќе видите дека и само тие 300-400 примери колку и да се веќе почнува моделот да учи. Значи тргнуваме негде 16 на validation, стигаме до 4 при самиот крај. Сега имам и демо за да видиме како отприлика функционира. Вака за самото демо ќе имаме output и од OpenAI овде и од нашиот модел. Како изгледа демово, у принцип ова е шемата со која работи моделот. Значи не е некоја мала шема, него збориме за некои 170 колони од 6 табели, така да има баш доста и не е лесно да се испрати. И имаме неколку прашања кои што ќе ги поставиме, чисто ги имаме како дропдаун за да може да видиме кој е точниот SQL. Битно е да се каже дека нашиот модел е трениран на податоци кои на оваа шема, односно ги има видено податоци. Усари целата идеја е тоа дека го тренираме да биде конкретно добар за овој use case. Сега, например, ако почнеме од нешто едноставно, као get me the count of unique customers, имаме една табела, потребно ни е count distinct customer ID. Ако овде и двата модели погодуваат одлично. Сега, ако идеме на нешто исто едноставно, барем едноставно на прв поглед, ако идеме на пример need the sales by city for the last year, ќе видиме дека дури на едноставнава задача, овде е 3.5, не спомнав тоа. 3.5 прави ситна грешка со тоа што иде сумира само цена, додека бизнес логиката кај нас уште имаме дека сумираме цена и quantity. Сега ова не може он да го знае никако, така да фер грешка е. Мислам не е ни грешка, него не може да го знае, не ги видел податоците. Али отприлика тоа е идејата, дека можеме да се спремиме за некои работи што нема како да ги знаеме. Добро. Сега имаме некои по-комплицирани кверења, на пример ова. How many customers do we have in each of these age brackets? Од 0 до 30, од 30 до 45, 45 плюс. Ова е точно го решава и 3.5, односно он прави case when, па прави директно count, додека нашиот се решава за subquery. Прво subquery го прави case when, па после горе ги брои. И сега, на пример, ако отидеме на нешто баш тешок query, кај што има доста и custom логика и доста некоја бизнес логика која е потребна. Прашањето what is the percent of customers that have bought anything from the leaflet in campaign Vogue Vista during the first 15 days of April 2023. Сега ќе видиме дека 3.5 прави тука неколку грешки. Првата грешка му е тоа што не користи нулив овде, со тоа што не користи нулив ќе добие division by zero error кога ќе иде на екзекуција. Нашиот го решава тоа. Дополнително прави грешка со бизнес некои грешки што не може да ги знае. На пример, Visual Shop Leaflet Vogue Vista не е точно, него Vogue Vista ни се вика името на кампањата.
дека купиле било што од лифлетот е ова, visual shop лифлет да не е shop, така да правите некој бизнис грешки од бизнис логика што се окей, што може да ги направи затоа што едноставно не ги видел работите. Меѓутоа кога ќе бидат покомплицирани кверењата, поентата е дека прави некој чисто синтаксички грешки кои едноставно затоа што е комплицирано кверито кој го барам од него, имаме доста податоци во самата шема. Да, иначе ова моментално кога го вртиме е лайв дигнат моделот на рампот. Значи овде се врти моделот и execution time што го гледате е директно таму. Малце е поспор затоа што не е некоја постара генерација на GPU, ама моментално лайв се врти таму. И отприлика тоа е тоа. Освари не спомна само за самиот процес, на самиот процес на тренирање, значи кажа дека тргнавме од Base Mistral. Пред се за да го научиме да прати инструкции, тргнавме од учење на само да научи PostgreSQL. Значи тоа беше првиот чекор, било каков PostgreSQL, затоа имате дата сетови онлайн 1 тон. Например, сега ги ви кажам отприлика како изгледа датасетот, да и ова е корисно. Значи, ова е датасет кој има доста SQLite датасетови, нема толку многу PostgreSQL, па требаше да ги земеме тие SQLite па да ги префрлиме во PostgreSQL на некој начин. Од кога решивме тоа, отприлика вака изгледа датасетот. Генерално овие што се open source имаат значи прашање, контекст и одговор. Прашањето е што треба да реши, контекстот е самата шема која му се дава. Значи ти му викаш не знам, what is the time retired when the grid is нешто и сега ти му викаш треба се реши од оваа табела. На крај, кога ќе го видиме целиот промпт, изгледа нешто отприлика овака. Значи, you are powerful, бла, 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 вака го спремаш за што треба да одговара. И викаш треба да одговориш на прашање користејќи само табеливе кои ти се даени, користејќи базава која ти ја даена у контекстот. И сега овде изгледа вака, со тоа што базава тука, на демово што го гледавме, е малце покомплицирано од една табела, има многу повеќе и табели и колони. Сега, првиот чекор е рековме тоа, значи го зијаме base моделот и користиме некој ваков датасет, чисто го научиме да пишува SQL. Од кога ќе го научиме тоа и сме задоволни со резултатите, идеме на другата фаза кај што го тренираме да научи баш како ние пишуваме SQL, односно како одреден бизнис пишува SQL, да научи одредена бизнис логика, одредени ствари кои што не може да ги знае на друг начин. Сега тука има малце и знаење и уметност како да се направи тој другиот датасет, затоа што не верувам дека секоја фирма чува толку многу квериња. Океј, може да има некои процедури, некои ствари што може да ги искористиме, ама генерално ќе ни требаат бар некои 1000, 2000, 3000 квериња, прашање, одговор со бизнис логика. Треба да се експериментира малце овде на начин како да го направиме тој датасет ако го немаме, а најверојатно ќе го немаме. Сега тука може да искористиме други модели, може да генерално тоа ќе биде со користење на некои други модели. Ќе искористиме некој други модел, дали paid, дали некој друг open source, чисто да се направи тој датасет. И од кога ќе се направи тој датасет, идеме на дотренирање, односно последниот чекор кај што го учиме да пишува SQL како што пишува одреден бизнис, да се научи целата таа бизнис логика и сите правила. И тоа е тоа отприлика. Прашања? Мислам дека имаме таму. Здраво на сите. Се слушаме добро, така? Па јас да, вајде и други. Фала ти, Никола, на презентацијата, мислам стварно динамично и баш онака систематски преглед на фајнтюнирањето. Јас сум Миодраг, доаѓам од IW Connect, сум дел од R&D тимот и практично работиме нешто друго, односно работиме Retrieval Augmented Generation принципот. Ова многу ми се свија како го објасни, ме интересира, ние експериментиравме, имавме буквално пуштено prod-release верзија за API Management, значи генерално генерирање на API шеми, и тогаш практично од тој цел процес свативме дека GPT 3.5, значи верзијата, baseline верзијата на моделот е нешто што е тренирано на генерална дата, вклучувајќи и податоци за код, за API шеми и така натаму. Па имавме потреба да процесираме податоци кои беа врзани со самите шеми, значи да ги минифицираме на некој начин за да ги доближиме до, семантичкото значење и интерпретација на самиот модел. И сега ме интересира, постигнавме супер резултати, меѓутоа користејќи го Retrieval Augmented Generation принципов. Од аспект на фајнтюнирање, па што го знаеме трейд-офот, да речеме, ако фајнтюнираш, генерално после публикувањето, диплојот на апликацијата, значи нов диплој, ново време за ретренирање, ако треба да се дотренира, освежување и слични ствари. Дали може би го пробавте исто во RAG-based setup
И дали, ако е тоа случај, добивте некои слични резултати на ова што сега беше прикажано? Во кој контекст те прашувам? Во контекст на, например, кога работевме со код, искористивме Vicuna, искористивме Code Wizard, искористивме Code Llama базиран на Llama 2, например. Реално модели што се тренирани на база на код и на база на API шеми и добивме баш онака промисинг резултати кои ни беа доста конфидент се чувствувавме да едноставно диплоираме верзија на страна на клиент. Меѓутоа ова со fine тюнирањето, мислам овој дел се уште не сме стигнати да го опипаме како процес, па ме интересираше чисто дали имаш направено компарација и дали имаш евентуално нешто експериментирано во тој поглед за чисто да се направи мерење на тежините што се врзани со двата процеси посебно. Фала ти. Да. Знаеш како, не сум направил разлика, меѓутоа мислам дека и двете решаваат некои различни use case-еви, дека различни ствари можеме да решаваме преку RAG, различни ствари може да решаваме преку fine tuning, пошто во принцип како би изгледал RAG на text to SQL, се додека ние ќе му ја даеме шемата која е потребна на него за да направи кверито, тоа би бил RAG компонента, значи ние ќе му ја даеме шемата и тоа не може да му помогне повеќе од типот да му кажеме revenue се рачуна со quantity и price помножено. Тоа не можеме да го кажеме зашто не можеме на секој прашање да најме таква работа. RAG мислам дека е многу подобра ситуација каде што знаеме дека ќе се менуваат работите често, конкретно документација и customer service ствари кои што знаеме дека едноставно не е исплатило ние да правиме fine tuning секој трет ден или секој пети ден кога се менуваат работите, а и праки преку fine tuning многу е големо прашање дали баш ќе го научиме ние модел да ги памти сите тие работи, пошто документација пак не треба да биде екзактно и пак ќе треба некако да се вади цело време од вектор тоа што е најсвежо. Така да мислам дека решаваат различни работи и за тоа и конкретно не сме имале некој пример да ги споредиме за овој конкретен use case. Работиме на други use case-ови со RAG и мислам дека тоа си е баш супер за таа намена за која се тера, односно место кај што ни е битно цело време да имаме да freshes data. Сега можда постои некоја опција кај што зависи од каков ни е use case-от, може да дотренираме некој модел да работи екстра добро за RAG. Например, ако гледаме дека што е баш тешко third party да не ни дае баш добри перформанси, односно да се изгуби, например, се му дал премногу контекст па да се изгуби. Сега да тренираме модел што ќе работи добро за RAG и што ќе може да ги хендла тие работи, ама тоа е баш тешко затоа што мислам дека third party модели ја хендлаат таа приказна релативно добро. Као не има толку проблем да се знаат, освен ако не збориме за некој контекст да му даеш ти цела книга па да бара низ неа. Па да, генерално и прашањето ми беше баш пробувавме со Codebase, да речеме имаме во рамки на компанија best practices, guidelines, да речеме како треба да изгледа одредена функционалност, нели со цел луѓето кои девелопираат и кои се вклучени во инженеринг процес да следат одредени постулати за процесот да е унифициран, да не паѓаме на pull request заради не знам одредена аномалија која е врзана со имплементацијата. Пробавме генерално импорт во RAG-based setup на правила и на метадата дескриптори, значи метадата што ги опишува податоците и самата метадата врзани со податоците и генерално добивме онака опипливи резултати, али ме инспирираше во моментов искрено да ти кажам да пробаме и нешто со Mistral со пробајте. Не можам да ти кажам, не знам, пошто не сме го правиле конкретно тоа, ама пробајте. Зашто не мислам, конкретно со сетапов реално ќе кошта $10. Така да. Фала ти во секој случај. Ништо. Здраво, Александар сум јас. Здраво. Мене ме интересира покрај точноста на одговорите кои што ги даваат овие модели, дали евентуално имате мерено перформанси, како перформираат, бидејќи мислам дека во еден од примерите видов два различни кодови напишано, па ме интересира евентуално дали ги имате тестирано на самата дата како би се извршувале. Да, на тестсет, меѓутоа не е некои сериозни перформанси мерења. Мислам, прашањето ти е вајда односно на екзекуција на време на самото квери колку е добро напишано. Не сме го мереле. Конкретно ова уште е некој proof of concept, некоја ствар што не е ни ставено во продукција. Не сме стигнали до таму. Така да види перформансите ќе бидат толку добри кои што сме му дале примери. Нешто што има научено претходно и примери што сме му ги дале ние, така да ако имаме супер примери у самиот трейнсет, он ќе научи да пишува супер SQL. Сега ако имаме некои многу лоши примери, ќе научи да пишува лош SQL. Така, значи поентата е кога ќе отренираме самиот модел, да имаме добри примери кои што ќе дадеме. Да, у принцип не само за текст SQL, него за било кој друг use case.
се сведува моветот на тоа дека најбитно во идно време ќе биде датата, ќе биде датасетот. Не само за текст, него и за слики, за видео, за што и да е. Многу битно ќе биде да имаме добар датасет, затоа што има емпирички истражувања кои што покажуваат дека со реално 1000 примери текст можеме да добиеме фантастични резултати што не може да ги добиеме со 100.000 примери текст. Така да тоа ќе биде главно најинтересна ствар у наредно време, не само за SQL, него за било што друго. Супер, фала ти. Што? Други прашања? Друг прашање? Дали е возможно да се фајн-тюнираат овие модели да разбираат македонски и да пишуваат и така натака на македонски јазик и колку би коштало прилика тоа и временски сите тие? Супер прашање. Моментално работам на тоа. Моментално работам на тоа. Имаме као proof of concept, знаеме дека може да функционира. Моментално работам на тоа, со тоа што таму ќе биде малце покомплицирана приказната, затоа што Мистрал сам по себе не е изложен на толку македонски текст во неговиот бейс тренинг, така да ќе мора, било кој друг, не само Мистрал, сега го зборувам Мистрал дека он беше тука. Ќе треба да се направи еден дополнителен чекор на некој начин при тренинг, односно continued при тренинг, кај што ќе му направиме експоз на повише македонски токени, да може да свати како иде македонскиот јазик. Меѓутоа ни е пробано више на српски и не е целосен модел, али имаме translation модел кој е научен од тој со continuous play тренинг и работи многу добро, би можел да кажам, као одлично. Google Translate левел на резултати може да е подобро. Со овој со 7 милиони параметри? Да. Супер, одлично. И прати инструкции? Да, не, збориме значи за Translate модел, имаме моментално само Translate модел што преведува. Next чекор е да се направи со инструкции, со тоа што инструкции ќе треба да се преведат датасетови кои што ги имаат тоа. Јасно. Фала. Здраво, јас сум Тијана. Тоа што сакав да ве прашам е кои евалуацијски метрики ги употребувавте, освен Human in the Loop секако, како и веројатно сте пробале нешто со топ K, топ N или како и да го наречеме, меѓутоа колку тоа добри резултати ви даде за ова да се користи понатаму во продукција секако, не само за лична внатрешна употреба, кај што потоа ќе треба да провери програмер. Да. Вака што се однесува за евалуацијата, конкретно има open source framework, за тоа тргнав да куцам. Тоа е ова. Ова е направено од дечки, се вика Defog AI. Они се YC компанија и уствари работат на истиот проблем, text to SQL, и имаат open source некои модели што ги имаат развиено и се многу добри. Така да може да ги проверите. Исто 7B варијанта имаат и 34B варијанта. Имаат open source фреймворк за евалуација, што е у принцип као CLI tool, што у принцип имаат некои 200-300 кверија и за секој квери имаат Gold SQL, со кој се споредува синтаксата, односно дали сме го погодиле баш како треба да биде напишано, и плюс имаме мини PostgreSQL база дигната у контейнер што ги има базите и може да се проверат и резултатите. Пошто на пример, кој што рековме претходно, не секој квери може различно се напише одредено квери, така да ти дава резултати и у однос на тоа дали синтаксички си погодил све точно и дали си го погодил само резултатот, така да ја користевме неа за евалуација. Баш е лесно, само ја спинуваш и за сите 200 кверија ти ги праќа на твојот модел, генерира SQL се носи на екзекуција, ги враќа резултатите и споредува и квери и резултати. Така, меѓутоа ова е за конкретниот датасет, за конкретниот use case на SQL. Да. За други општо мислиш? Да. Зависи. Мислам ги има конкретно за текст ги имаме некои стандардни бенчмарци што може да ги најдеме овде. Само секунда. И секој од нив мери нешто конкретно. Не сум ги користил нешто превише, не сум имал потреба, али у принцип може да се користат они за тоа колку добро перформира некој модел. Отприлика овде, ако ги видиме, ги има, значи Arc, HellaSwag, MMLU, Truthful Q&A, Vino Grande, ова се све дата сетови кои што може да ги искористиме за некаква еволуација на моделот. Така да, фала ти. Мислев некој да не си пробал конкретно за лично искуство. Не сум употребувал се. Така, фала ти. Уште едно прашање имам во однос на параметрите кај Лора и Кулора. Пошто знаеме нели дека доста голем челендж како да се изберат такви параметри, дали користиш некоја хевристика, начин како да се открие таа ауто ML можеби, или едноставно само пробуваш што ќе функционира на конкретниот use case? Trial and error. Trial and error. Неколку пати, у принцип, не знам,
пробано беше да се истражи што можеме поише, односно таа некакви guidelines да имаме отприлика од каде да тргнеме и после на trial and error, онака да видиш со одредени менења, затоа што реално не ни мора да се пушти целиот модел, више на пример кога ќе утврдиш некој бейслайн, више кога ќе почнеш да ја гледаш лос кривата, отприлика знаеш кај си, не мораш да чекаш до крај да иде целата приказна. Така, да, апсолутно. Фала ти, многу практична презентација. Друг некој прашање? Добро, јас уште еднаш да се заблагодарам на Никола за Фала ти. прекрасното предавање. Мене ми е многу драго што четврти пат поред Пајдата се одржува во БЕС 42. Доколку некој од вас е заинтересиран за нареден митап да презентира нешто, може слободно да пишете на социјалните медиуми на 42.mk. Исто така може да се регистрирате на meetup.com, да ви стигнат Пајдата Скопје на meetup.com, да ви стигаат известувања за секој Пајдата настан. Исто така ќе правиме неформално дружење на 13 март за сите пајтонаши кои сакаат да дојдат, значи без презентација, без ништо онака да се подружите. Во однос на 42 МК, тоа е за БЕС 42, утре имаме Бир JS настан, ве поканувам на пиво и на JS кодирање. Во петок го имаме бурек со свирење бендот од 8 часот да ни се придружите на журка. Бидејќи ова е Hacker Space, нема да постои без луѓе што сакаат open source проекти. После работа, во било кој работен ден може да дојдете, да се сретнете со луѓе, да споделите знаење, да си работите на било што. Ве поканувам. Ви благодарам уште еднаш и се надевам ќе се видиме повторно во наредна прилика. Може исто така имате QR код за Discord серверот да влезете.